Ветераните на македонската репрезентација од едната и ветераните на Велешки Борец од другата страна на градскиот стадион одиграа хуманитарен фудбалски натпревар за лицата болни од церебрална парализа. На денешниот натпревар головите не беа во преден план. Тренерот на Велешката ветеранска екипа Јубе Велков вели дека победата не е најважна, а воедно потенцираше дека ветераните секогаш се подготвени да се приклучат во било каков хуманитарен настан. Сличен беше и ставот на капетенот од спротивната екипа, актуелниот селектор на македонската машка репрезентација Бошко Ѓуровски. Во секое време ние сме спремни за тоа што реков, ние веќе работиме, сме во секоја идеја која што ќе биде за хуманитарна акција, ние ќе дојдеме, ќе одговориме за тоа што и со самото тоа што ние кога играме некои наши ветерани, утакмици со ветераните помалку играчи има, за оваа акција дојдоа веќе 25 играчи, ако поканеме уште повеќе дојдоа. Тоа значи дека сме секоја спремни да одговориме на таков повик. Па морам да ви кажам дека ние се спремаме полого време, затоа што овие ветерани кои што денеска ќе настапат, редовно тренираат во неделата по 2 пати во вторник и во четврток, така да се надевам дека и тактиката ќе биде успешна како што се испремни играчите. Нема тактика овде, денеска играме хуманитарен натпревар и мене и на моите другари ни е чест да дојдеме во Тито Велес. Поради таа причина се надевам дека публиката ќе ужива со доста голови да ги развеселиме малку. Ние спортисти сме должни да го правиме тоа и да го правиме со посебна гордост. Мислам дека сите спортисти на целиот свет секогаш се играат во хуманитарни надпревари, така да сите деца, сите луѓе кои се на некој начин хендикепирани можат да го осетат тоа чувство дека се дел од нас. Со број 10 за македонската репрезентација настапи популарниот Даниел Кајмаковски, кој накратко изјави дека се радува што има можност да биде дел од овој натпревар кој има хуманитарен карактер. Вели дека се радува што гледа на смејани лица, а воедно напомена дека во детството одиграл и неколку фудбалски натпревари. Ке пробаме да изиграме 90 минути, ке се трудиме, ке даеме се од себе. Јас веќе долго време не сум играл фудбал, но сум голем љубител на фудбалот. Порано и бев доволно добар, но сега ќе видиме дали ќе можам да истрчам на вистина 90 минути, но ете за хуманитарно сите се трудиме и поготово јас секогаш сакам да дам максимум за тоа, но се радувам што можам се една ваква убава работа како фудбалот да поддржиме некого, тоа ми е многу битно. Се чувствувам добро што можам нешто да направам, мислам дека сите присутни тука се осеќаме добро што можеме на тој начин да помогнеме, да. Борец во својот состав го имаше недобриот центарфор Перо Ранготов, а додека пак македонската репрезентација Панче Ќумбев. Одлично, значи ме радува ова што гледам денеска. Трибини полни звучни имиња дојдени од македонскиот фудбал и се надам дека со ова ќе покажеме и докажеме дека Велес знае и уме кога сака. Се ова го правиме за нив, значи мене баш за нив и ме радува што се овде денеска. Се надам дека овакви настани ќе има многу повеќе за тие дечиња, верувам дека сакаат спорт исто како и ние. Па еве дојдовме на покана на Општинскиот фудбалски сојуз на Македонија и на Велес да направиме една хуманитарна утакмица ветераните на Борец и да ја украсиме оваа приредба. Па мислам дека градот ни е хуман, фудбалерите исто така, мислам дека денеска оваа представа треба да биде богата и со публика, не само со ветерани фудбалери. Далиборка Златева, председателката на Сдруженијето за лица со церебрална парализа, искажа голема благодарност до Општинскиот фудбалски сојуз за хуманитарниот натпревар. Таа вели дека целта на ваквите хуманитарни активности е да се покаже дека воопшто не постојат нееднаквости. Јас како председател на Сдружение на лица со церебрална парализа би сакала еве да им упатам искрена благодарност и честитки за вака добро спремениот настан. Пред се верувам во тоа дека спортистите се оние кои што даваат многу големи жртви на полето на спортот, меѓутоа денес еве потврдија дека се пред се големи луѓе и хуманисти и благодарам за тоа и се надевам дека она што како доброволен прилог ќе биде собрано еве од оваа манифестација ќе биде искористено во најдобри цели за да го подобриме животот еве на лицата со попречености. Денес овде со мене се членовите од нашата невладина организација кои што навистина беа почестени да бидат дел од еден ваков настан и се надевам дека во иднина секогаш кога ќе се организира вакво нешто лицата со попречености ќе бидат дел од ваквите настани.
Велешани и овој пат покажаа дека хуманоста е најбитната споредна работа во животот. Хуманоста ја покажа и навивачката група Гемиџии, кој јавно посака спорт во Велес.